изменување на закон за континуирано стручно усовршување на докторите и докторите на медицина, прво читање. 11 точка, предлог закон за изменување на закон за доброволно здравствено осигурување, прво читање. Пред да преминеме на усвојување на дневниот ред, ве известувам дека точка број 1 и 9 ќе се повлечат. Материјалите по точките од предлог дневниот ред ви се доставени. Дали има предлози за изменување и дополнување на дневниот ред? Повелете. Би сакала председателя да ни дадете образложение зашто овие точки од денешниот дневен ред се повлекуваат и морам да го искоментирам денешното отсуство на министерот. Се разбира, тука имаме представник негов, тој е заменик од министер, а само заради актуелната состојба со вакцините, брука од невидени размери, дали е добро или лошо што не дојде, но каде и да е, тој не може да побегне од соочувањето со јавноста, од неговите ветувања дека вакцини ќе имаме во јануари, февруари, еве го изминува. Вчера најавија дека пристигнуваат вакцини и доцна вечерта се објави дека нема да пристигнат, значи крајно несериозно во една премногу сериозна состојба во државава, кога имаме близко 3000 починати, над 95.000 заразени. Тоа што министерот денес не е присутен само зборува за тоа дека избегнува соочување со опозицијата, но како што реков не може да избегне соочување со јавноста, особено не со семејствата на починатите. А за жал мислам дека секое доцнење на доаѓањето на вакцини во Република Македонија ќе значи жртва повеќе во државата. Значи, строго го осудувам неговото неприсуство денес, затоа што ќе имавме многу што да му кажеме на министерот. Тука е неговиот заменик, не би сакала со него да дебатирам на оваа тема, може би ќе земе збор за некакво си оправдување, но верувајте, оправдување за ова нема. И би сакала образложение зашто овие две точки се повлекуваат. Ви благодарам.